Почнете од почеток со Бони Сала. Твојот грмеж се заори во виорот. Секавиците ја осветлија вселената. Земјата се стресе и се разниша. Псалм 77, 18 стих. Првиот пат кога се случи беше ужасно. Беше новогодишна ноќ и синот на Бет, кој беше студент на факултет, возел во пијана состојба. Кога удрил во автомобил со сопруг и сопруга, кои се враќале од прослава. Жената очекуваше бебе и мораше да оди во болница. Срцето на Бет повторно се скрши некое време подоцна, на денот, кога сини застана на суд, заради второ обвинение, за возење под дејство на алкохол. Бет се молеше нејзиниот син да го предаде својот живот и пиењето на Бог. Се чинеше дека нејзината молитва не е одговорена. И јас сум бил во ситуација како Бет. Сум се молел за промена во животот на некој сакан. Сум се молел да одат на вистинскиот пат, наместо на погрешниот во животот. Во текот на еден особено фрустрирачки период за мене, Бог ме потсети дека тој не е на вистина бавен во врска со неговото ветување, како што мислат некои луѓе. Не. Се вели во втората книга по Петар. Господ не го забавува тоа што го ветил, како што некои мислат за тоа бавење, туку го покажува своето трпение кон вас, зошто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние. Втора книга на Петар, 3 глава, 9 стих. Понекогаш има метафорични камења и карпи, кои треба да се одминат или одстранат од патот на човекот. Ова чистење на камења може да биде болен процес кој одзема време, но Бог е градител на животи. Понекогаш патеката како онаа на израелците кои побегнаа од египтјаните, оди право низ морето, низ околностите кои не можеме да ги замислиме како добри. Божествено одредените патишта се често невидливи за нас. Се молиш за промена во животот на оној кој го љубиш. Не се откажувај. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.